Се почестите напади од страна на кучињата скитници кои ги има во голем број во општината и апелите од страна на граѓаните ја подигна свеста на надлежните институции за организирање на заловување на бездомните кучиња кои представуваат опасност за граѓаните. Првото заловување кое го организираше комуналното јавно претпријатие Водовод заврши успешно. Па затоа се апелира до сите оние кои чуваат домашни кучиња, истите да ги заштитат за да не дојде до несакани последици. Тендерираната куќа од Куманово, која е специализирана за тоа и законските услови ги исполнува заловување на кучиња скитници, извршивме една акција во која беа заловени кучиња скитници, вкупно 12 во првата акција. И еве, во што гледате и сега иде нова информација, во среда организираме втората да биде. Морам да кажам дека ово го правиме така неле на почетокот почесто, бидејќи имаме и иницијатива од граѓаните кои се јавуваат почесто кај нас за повеќе делови во градот каде што има такви кучиња скитници, затоа еве во брзо време организираме и втора акција која сметаме дека ќе биде успешна и оние поплати кои ги имаше изминатите години ќе бидат отстранети во изминатите години. Има потреба да се организира и трета? Видите, значи во зависност од проценката може да бидат организирани и повеќе такви акции за ловување на кучињата. Граѓаните на општината ја оправдуваат ваквата акција бидејќи велат дека кучињата скитници представуваат опасност како за нив така и за помладите. Тоа е убаво, таа акција ако направи Водовод, тоа е добро, значи ќе немаме опасност за децата. А некој пат се случува и постари луѓе да ги закачат кучињата. Така да таа иницијатива за собирање на тие скитници е уред. Тај што сака да чува куче, нека се го чува дома и нека шета. Со него присуство, нека да го пуштат. Лоша слика е и тоа што вие што чуваат кучиња дома, па излегнат на шетање и пуштат по реката. Го памет, па тераме да штип да одам. Еден човек вика тркалија го доле стар, тркалија го вика доле кучињата, двете. Зависи на кое место, мислам тука баш у градо, не. Може да представува, да речеме, кај Панаѓурот, тамо, кај болницата има тамо дело на кујната. Добро е тоа. Да се намали број? Да се намали број, само треба да се обавестат тие кои чуват куќа, сепак му е пуштено надвор или не е врзано соодветно, не знам. За да знаат и може да се деси некој да е негово куќе, тоа да оде низ мало. Засека во Кочани не се знае точната бројка на кучињата скитници, но со спроведување на акцијата истата се намалува, а со тоа се намалува и опасноста од напади врз луѓето. Инаку, според новиот закон, локалните самоуправи кои не презимаат никакви мерки за решавање на проблемот со кучињата скитници ќе бидат